Македонијо, добро вечер. Добро дојдовте во првото издание од втората сезона на Рапорт со Јофе. Првата буква останува, првиот број го заменивме со вториот и продолжуваме таму каде што застанавме. А каде застанавме? Па, знам дека имаше една баба која што се викаше Рога и која што ептен се плашеше од ова шоу. И ми кажа дека минатото лето, кога ова шоу прекина, ептен се израдувала и била среќна целиве овие 10 и нешто месеци. Епа, јас би сакал да ја искористам ова прилика, да ја поздравам господјата баба Рога и да ја порачам дека ова шоу повторно се враќа и ќе биде пострашно од било кога. Започнуваме секоја недела во 20 и реприза во 23:30 на А2 телевизија. За почеток, изминатава недела нашите погледи беа свртени кон Чикаго и најмногу се занимававме со НАТО, кое требаше да стане наше злато. Да, навистина требаше. Еве, тоа ќе ви го потврди и поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски. Имаме и самодоверба, имаме и правда на наша страна, ја имаме и пресудата на Меѓународниот суд на правдата на наша страна. Треба уште малку трпеливост, упорност, достоинство и сметам дека Македонија ќе се го добија заслуженото место. Да, се си имаме и се е на наша страна. Само уште малку трпение, само уште малку бе и гарант влегуваме. Еве сега за 15 минути ни отвараат вратата, таа од позади што е и гарант влегуваме. Уживај, се ќе средиме. Имам човек таму. Во Чикаго на Македонија и се повтори Букурешт. НАТО членките во завршниот документ речиси со истите зборови ги наредија заклучоците кои прв пат ги употребија пред 4 години, а само ги пресликаа на собирите во Страсбур и Кил 2009 и во Лисабон 2010. Покана за ПЈРМ ќе има веднаш штом ќе стигне заедничко прифатливо решение за името во рамките на Обединетите нации. Силно повикуваме на интензивирање на овие напори. Напори? Заедничко прифатливо решение? Па нели се беше на наша страна и само довербата и пресудата и достоинството, како тоа се да е на наша страна и пак да не влеземе? Од кај излезе ова со име во сега? Зошто никој претходно не предупреди на тоа? Така што, иако овој самит никој пат не беше ни проектиран да биде за проширување, ние сепак имавме надеж дека една незавршена обврска од претходните самити ќе биде присутна. Значи сме знаеле, ама сепак сме имале надеж. Супер ко така. Ама добро сега, веројатно и таа надеж се засновала на нешто. Сигурно не сме се надевали и покрај тоа што ни било јасно дека не примаат додека не го решиме прашањето со името. Тоа би било навистина глупаво да се надеваш, а да ти е јасно и гласно кажано дека не те примаат додека не го реши спорот. Генералниот секретар на НАТО Андрес Фог Расмусен преку писмо го потсеќа министерот за одбрана Фатмир Бесими дека нема влез во НАТО доколку не се реши името. Македонија може да влезе во Северноатланскиот сојуз штом го реши спорот со името, изјави денеска амбасадорот Пол Волерс. I'm certain once that issue is resolved and we know that Macedonia will become a member of NATO. Ништо од НАТО и од Европската унија без договор со Грција за името. Ангела Меркел денеска јасно му кажа на Никола Груевски што треба да се направи за да се деблокира евроатлантскиот процес на земјава. This is the way we take decisions in NATO and we can't just suspend that. We can't just introduce a new rule that now we will not take decisions on the basis of consensus. All decisions are made by consensus, including this. Значи сме знаеле и сосема ни било јасно дека не примаат без решение на спорот, ама нашиот председател имал надеж. Браво бе председателе. Тоа е тој оптимизам кој не води напред и кога знаеш дека се е изгубено и нема никаква надеж, ти пак да се надеваш. Само така, председателе. Нема да се работи на решавање на проблемите кои не спречуваат да одиме напред. Доволно е да си се надеваме. Од кај знаеш, може еден ден и сами ќе си се решат. Да, тоа беше председателот и неговата надеж, а во продолжение да слушнеме што имаше премиерот да каже во интервју за државната новинска агенција МИА на само неколку часа пред почетокот на овој самит. Дали може би тој се надеваше? На Македонија и се прави неправда.
Проблемот не е само наш, туку на целата алијанса, и тоа многу поголем отколку само формален, додава Груевски. За сега, вели премиерот, и покрај пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг, односот кон нас е дволичен. Се води политика на двојни стандарди, не принципиелен. Не игнорираат кога им одговара, а не канат кога им требаме за логистичка база, како што беше при интервенцијата во 1999 година кон Србија, или кога требаше да бидеме во Авганистан, во Ирак и други настани каде што им требаат сојузници. Им треба нашата војска, нашето присуство, нашето знаме, нашата одлучност. Навистина остро од страна на нашиот премиер. После ова, јас навистина не знам што сме чекале цело ова време пред портите на НАТО. Не знам зашто премиерот не донел одлука да си ги повлечеме нашите војници од нивните мисии. Па на таква дволичност и на таква непринципиелност, не знам зашто воопшто седиме и чекаме таму. Како можеме да седиме и да чекаме пред нека организација која не ни мисли добро? Да. Ма добро, сепак, како што кажа председателот, досега сме имале надеж, сме се надевале на прием, ама сега, откако се е јасно, откако е јасна нивната дволичност, нивната непринципиелност, мислам дека е крајно време да си ги спакуваме куферите и да си ги повлечеме нашите војници, па да му кажеме чао на дволичното НАТО. Што? Не само што не се повлекуваме, туку денови во Македонија се одржува и најголемата војна вежба некогаш направена. Со 15 армии на НАТО. Како бе така? Од една страна НАТО е дволично и непринципиелно, од друга страна ова. Вистина чудно и да не го знаев доволно добро нашиот премиер, ќе помислев дека се работи за дволичност од негова страна. Со едни ставови за под дома и сосема други за надвор. Да, вистина чудна ситуација, ама мислам дека се ќе ни стане појасно откако ќе го слушнеме ставот на коалициониот партнер во власта, ДУИ. Да видиме што мислат тие за себе ова. ДУИ не се согласува со оценките на председателот на ВМРО-ДПМН дека меѓународната заедница, односно НАТО и Европската Унија, користат политика на двојни стандарди кон Република Македонија. Ова го велиме имајќи во предвид фактот дека принципот на консензуалност во НАТО и во Европската Унија е конзистентен за сите држави кандидати за членство во овие организации и досега тој е непроменет. Груевски остро по НАТО, ДУИ остро по Груевски. Опасно е во владинава коалиција. Како тргнала работава, Ахмети може да се налути и да му избега на Груевски. Што правиме после? Демократската унија за интеграција не излегува од коалицијата со ВМРО-ДПМН. По многуте шпекулации кои се појавија во јавноста, а предизвикани по очекуваниот лош резултат во Чикаго, демантот на овие информации директно на пресконференција го даде Бујар Османи, и тоа во седиштето на партијата во Скопски чај. Сега, ама баш ништо не ми е јасно. Како е можно ова, бе? Сите знаеле дека нема влез во НАТО без решение на спорот за името, ама македонскава страна се надевала. Премиерот, откако виде дека не примаат во НАТО, ги прогласи натовци за дволични, ама нашите војници се уште се во мисиите на алијансата. ДУИ пак, албанскиот партнер во власта, има целосно спротивни ставови со премиерот и не се согласува со него, ама се уште си седи во владината коалиција. Да не е до мене, бе, да немам јас малку погрешна перцепција на работиве, па се ова да ми звучи неверојатно и не баш најнормално. Тоа ќе да е. Нема друго објаснување. И сепак, и покрај овие нелогичности, и покрај тоа што не станавме членка на НАТО, на самитот во Чикаго беа присутни министрите Поповски и Бесими, како и председателот Иванов. Да видиме што имаше да им каже председателот на нашинците таму. Бидете спокојни. Никој на овој свет не може и нема да може да ни го земе нашиот идентитет. Никогаш нема да прифатиме уцени, никогаш нема да подклекнеме пред ултиматуми. Ќе успееме да ги оствариме нашите стратешки цели. За нас прашањето никогаш не било дали Македонија ќе стане членка на НАТО, туку кога. Тоа е тоа.
можеби не премија во НАТО, можеби нашите делегации по светот ги ословуваат со референцата ФИРОМ, ама барем идентитетот е тука. Го држиме цврсто и не го даваме на никого. Да. Јас мислам после една ваква храбра изјава на нашиот премиер му е криво што не беше во Чикаго заедно со нашиот председател да го бранат нашиот идентитет. Јас лично да бев на местото на председателот немаше да отидам, а не сум сигурен дали и министерот требаше да биде таму во услови на едно такво игнорирање од НАТО во овој изминат период. Премиере, зошто вака? Како можете да го кажете тоа после тие прекрасни зборови на нашиот председател, после сето тоа што тој го направи за нашиот идентитет? И друга работа, вие не сте шеф на министерот Поповски? Како тоа не сте сигурен дали тој требало да биде таму? Зарем вие не знаевте дека ќе оди во Чикаго? Тоа е од работа 24/7, шетање по белиот свет во потрага по парче леб за нашите граѓани, ги испуштивме децата од раце. Ама да, нели, вие сте му предпоставен на министерот Поповски, дополнително ќе се објасните со него, ама мене ме интересира реакцијата на председателот Иванов после вашата изјава. Нели, на министрите сте им шеф, ама не можете да му бидете шефи на председателот. Тој сам го бранеше целиот наш идентитет во Чикаго, па сега ќе ќути на една ваква изјава. Да ви кажам право, и мене ми е страв сега. Кој знае што му вратил на премиерот? Председателе, изгрешите ли што дојдовте во Чикаго? Премиерот рече да беше на ваше место, немаше да биде тука. Јас ја разбирам фрустрацијата на нашите граѓани, фрустрацијата на нашиот премиер и мојата лична фрустрација од ова што ни се случува со континуирано наше блокирање. Да. Нашиот председател е многу разбран човек. Тој се си разбира. И не само што ја разбира фрустрацијата на премиерот, туку дополнително и самиот тој има иста таква фрустрација. Што значи, и председателот, кога би бил на местото на председателот, не би заминал во Чикаго. Ама чекај, а председателот е на местото на председателот. Да. Ние во меѓувреме во очекување сме на изјава на премиерот, каде тој ќе каже: јас лично да бев на местото на председателот, немаше да имам такви фрустрации. Освен председател, за кој, како што нели заклучивме, не требаше да оди во НАТО, таму беа и неколку новинарски екипи од Македонија. Не знам што мисли премиерот за нив, дали тие требаше да одат таму, но ние во продолжение ќе слушнеме дел од извештајот од последниот ден на самитот на нашата колешка од Сител Ивона Талевска. Да видиме што не очекува понатаму на патот кон НАТО. Но ние ќе треба да го чекаме следниот самит на НАТО, за кој уште не се знае каде ќе се одржи, и ако ги следиме зборовите на Хилари Клинтон, ќе станеме членка на Алијансата. Ќе станеме членка на идниот самит. Хилари го рекла ова. Па браво бе, Хилари бе. Па устата ти се позлати, мислам. Неверојатно, секоја чест. Браво. Ова треба да го прославиме, ама дај прво нели да слушнеме ова историска изјава. As I said yesterday, I believe this summit should be the last summit that is not an enlargement summit. Тоа е тоа. Прво слушнавме од Ивона, еве сега слушаме од Хилари, што значи на следниот самит дефинитивно стануваме што? Има уште. Е добро да го слушнавме главниот дел, што ни е гајле за другото што кажала Хилари. Важна? Ајде, пуштај. Што ми викаш дека е толку важна, ама не знам што ќе смени. Macedonia has also made contributions to regional and global security, including significant and long-standing contributions to ISAF, and it has fulfilled the key criteria for NATO membership. We strongly support a resolution of the ongoing name dispute and urge the parties to reach an agreement so Macedonia can join the alliance as soon as possible. Договор за името? Како бе договор за името? Па нели Ивона рече на следниот самит гарант стануваме членка на НАТО? Кај излезе сега ова? За малку ќе станевме членка на НАТО. Да не беше ова Хилари, тој проклет спор за името. Ама да, понекогаш е добро да се слушаат изјавите до краја, не само она што нас ни одговара да го слушнеме. За да не испане и по 2 години повторно председателот да ни рече: абе знаете, ние знаевме дека нема да не примат, ама сепак се надевав.
И за крај на денешното издание одиме со една навистина симпатична снимка од Чикаго, снимена за време на престојот на нашата делегација. Во главните улоги претседателот Иванов и едно бебенце. Локацијата – тамошната црква Свети Кирил и Методи. Браво! О, колку само најпрекрасна гледка. После ова јас навистина не знам што да кажам, освен можеби председателе, јас се извинувам за сето тоа што претходно го кажав за Надежта. Знаете, само момент. Океј, ќе му кажам. Почитувани гледачи, почитуван председателе, од режија ми јавува дека се јавил премиерот Груевски и кажал дека ако тој бил на ваше место, немало да се слика со бебето. Да. Сепак, мислам дека ќе најдете објаснување, ќе најдете разбирање за оваа негова изјава и за оваа негова фрустрација. Да, тоа беше последната содржина од ова прво издание од ова втора сезона на Рапорт со Јофе. Само пред да завршиме, морам да напоменам дека пред малку јас така малку ве излажав. Не ни се јави премиерот и немаше никаква изјава и реакција за бебето. Се шалев, да. Ствари, што е сигурно е, почитувани представници на власта, јас се шалев цела во оваа емисија, ништо од ова не мислев сериозно. Ве молам, не затварајте. Да, репризата веднаш по фаци во 23:30, се гледаме повторно следната недела во истиот овој термин, а во меѓувреме се читаме на Facebook, адресата е facebook.com/на Рапорт со Јофе. Чао, чао.